На денешната седница владата го усвои предлогот на Комисијата за заразни болести и воведе полициски час кој ќе почне од утре и ќе трае во наредните 2 недели. Ова значи дека во периодот од 22 до 5 часот наутро движењето ќе биде забрането. Ваквата мерка министерот за здравство ја правда со зголемениот број на корона позитивни случаи и оптовареноста на здравствениот систем, но и ширењето на британскиот сој главно меѓу младите кои покрај затварањето на угостителските објекти сепак се групираат. Целта е да се намали движењето во вечерните часови после затворањето на угостителските објекти. Сведоци сме дека во практично сите градови младите се собираат и во вечерните часови на јавните површини, парковите не се носат на заштитни маски од една страна и од друга страна очигледно е дека британскиот сој, кој што кај нас е присутен веќе сериозно над 70%, очигледно го прави своето. Според министерот, предпоставка е дека со оваа форма на рестрикција ќе се ограничи ширењето на вирусот преку младите, кој очигледно е дека се најголемиот вектор, односно начин на трансмисија на вирусот. Има две можни предпоставки. Едната предпоставка на епидемиолозите е дека практично ќе се повтори онаа стрмна крива на зголемување на број на случаи како што беше во месец ноември. А другата предпоставка е дека сепак ќе завземе и некакво плато. Меѓутоа во овој момент, кога ние точно не знаеме како ќе се одвива епидемијата, едноставно нема начин да точно процениме, да знаеме како ќе се одвиваат сите работи во однос на ширењето на вирусот, во однос пред се на бројот на пациенти на кои што е потребна хоспитализација, ние мораме да го заштитиме болничкиот сектор. Во врска со полицискиот час се огласи и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. И овие мерки кои што се носат како рестриктивни мерки не се мерки кои што се популарни. Секогаш тие се ограничувачки мерки, меѓутоа се неопходни за да можеме да го заштитиме населението и животот и здравјето на граѓаните. Подобро е пократко време да имаме рестриктивни мерки, отколку да имаме целосно оптоварување на здравствениот систем. Од друга страна, владата не се откажува од намерата да го спроведе пописот кој на територијата на државата треба да започне на 1 април. Нема планирано измени ниту во начинот на функционирање на училиштата. Состојбата во училиштата е стабилна, со физичко активно присуство последниот извештај некаде 35 ученика и околу 60 наставници, што е многу помалку од да речеме крајот на првото полугодие и сите протоколи се спроведуваат, немаме интерно ширење на болеста, така да е стабилно. За сега не се размислува за поинакви мерки во училиштата. Сепак од ресорното министерство истакнаа дека состојбата се следи и доколку се утврди потреба, не се исклучува можноста и за воведување на други мерки.